луѓето малку се со предрасуди, она како не од чачарка, мислам. Јас од чачар барав, не може од чачарка. Последниот турнус на обуки за очачарството бевме женска екипа, 4 девојки, 2 машки и искрено да ви кажам, девојките одлично се снаоѓаа, воопшто не беше никаков проблем да се качат на кров, не беше никаков проблем да влезат во оние индустријските големи точаци, да влезат низ очак и да се исчисти на начин кој што нели се препорачува. Книгата беше преведена на германски, не е публикувана за јавноста, туку е ограничена за да се користи за потребите на изработката на законот и за потребите на Баварска чачарска комора. Така да, книгата е во користење во Германија, ама не е за користење во Македонија. Јас имав известни контакти со неколку издавачки куќи кои што образложија дека денеска хартијата е многу скапа, па не се издадени книгите. Контакти со градоначалникот дека е добро за градот да се има таква книга. Финансиски во моментот не сум во состојба да можам сама да го финансирам издавањето. Она за кој што јас со неколку мои драги пријатели кои што се сериозно во очачарската дејност, се трудиме да стане комунална дејност за Македонија. Затоа што услужна дејност може, а не мора. А комуналната дејност значи мора. Тоа значи имаш закон за очачарство. За се мора да се води сметка. Според мене, прва, дали нивната опрема е адекватна. Не можеш да се качиш на кров со Адидас или со, не знам, Пума патики. Затоа што се лизга. Може да биде врнежливо, може да биде и премногу топло. Никогаш кога е во прашање почеток на пожар, секогаш се води сметка дали секогаш имаат маска за заштита. Тоа не е не се тоа маските кои што сега ги користевме нели за короната. Тоа се специјални маски. Респираторниот систем е тој што страда. Начинот што правиме со кожата, за ракавици, какви се ракавиците? Не може да бидат гумени ракавици, не може да бидат платнени ракавици, тоа се специјални кожни ракавици за очачари. И ако ми дојде на испит со неадекватна опрема, воопшто нема ни да го почне испит. Ама веќе знаат. Во Македонија не постои апсолутно никаква стручна литература која што се однесува на очачарството и што се однесува на очачарите и на очаците. Очаците како конструкција. На градежен факултет, на архитектонски факултет, да, се спомнуваат како вертикални конструкции. Очаци може да бидат тие и тие материјали, може така и така. Ама треба многу повеќе. Затоа што треба да се води сметка за многу повеќе работи. Се тоа само нафрлено. Град Скопје мора многу сериозно да се занимава со овој проект, да се посвети на овој проект, затоа што со донесувањето на
на законот, ние влегуваме во вакуум. Кај мене има поминато 23, 4, 5, 6 оджачари кои што добиле сертификат. Значи, со оджачарство може да се бави само сертифициран оджачар и фирма која што ќе има минимум 20 сертифицирани оджачари, инаку нема да добиеш дозвола за вршење на дејноста. Со 24 оджачари во Македонија, од кои што веќе знам дека четворица не се тука, стручни се, имаат сертификат и знам еден е во Швајцарија, еден во Словенија, 20 во Германија веќе. Значи, ние доаѓаме до ситуација град од 600.000 жители, колку што е Скопје, плюс минус, нели? Дека веќе нема да може да одговори на законот. И од тие причини мора што почесто, што повеќе оджачари да се едуцираат за комунална дејност. Разликата Хрватска Македонија, која е разликата Германија Македонија или Швајцарија, Словенија Македонија, има закон каде што е фреквентноста на чистење. И тоа е комунална дејност. Значи, секоја фирма има свој регион каде што е надлежна. И тука, нели, системот на известување, начинот на чистење, контрола, евиденција, сето тоа е превентивни прегледи, превентивни чистења или имаме проблем и чистиме. Што е разликата? Македонија мора да имаме проблем, па да бараме решение.